Драги мои, добро вечер и добре дојдовте. Уште едно издание на Јади Бурек. Јас сум Јанко Илковски. Вие добри сте? Што правите? Ново старо шо има? Кажете ме нешто? Не, штама. Све Јанко да збори и Јанко кога збори, Јанко многу збориш. И шо да бе? Имам бел прав на мене. Колумбиски. Океј, ајде ќе се снајдеме. Добре. Малце филтер. Очорев овдека со вас од овие рефлектори. Знаеш колку лукса имам овде? Еве го. 1130 лукса. Чекај, колку е под маса? Значи, под маса е нормална собна светлина, кај што нема. Не е ни темно. Најнормално се гледа. Значи, 20 лукса. 20 лукса е нормално. Јас се прзам како прасе на ражен овде на 1369. 1406-369. Се сеќавам, идам еднаш на бензинска пумпа и користам наочари обично и со и за читање, но и ставам филтри. Преку ден, без оглед, дали е јасно сонце или облачно, носам темни наочари, колку ретината да имам, што е можно помалку да ја изложувам на светлина, да не се троши, затоа што ја горам и онака секоја вечер. Ја будала, кретен, идиот, дебил, ретард. И ми искача, застанувам со колата, сега ќе ти кажем, Мак Петрол, ондека кај Лисиче. И искачам, ето е. Викам, добар ден, може да ми ставите бензин? Што си се маскирал? Викам, викам, страф ми е геј луѓе да не ме од позади, да не ме стасаат. Ха, и гледам, не се сме. Викам, морам да носам темни наочари, видот да не го изгубам. Оти секоја вечер сум изложен на силни рефлектори. За разлика од моите колеги кои се еднаш неделно, 2 пати неделно по 1 сат, ја будала по 3-4 сат. Ќе ослепиш? Повикам, има шанси. Реално има шанси ако ностоп ги горам овако. Столе! Имало Господ! Демек, среќен, сваќаш, у живот, не завршил ни школо, преку партија, преку СДСМ го вработиле, СДСМ, нели, Мак Петрол и така натаму. И сега, пошто ја ги драпав многу, ете сатисфакција. Ете, слеп сум, импотентен и глуп сум. Среќен ли си сега у животот? Океј, нема врска. Ја му благодарам. Знаеш како ќе имаш критериум дали си добар или лош човек? Не, стварно, како ќе знаеш дали си добар човек ако не знаеш што е лош човек? По што ти е критериумот? Еве, не знаеш што е зло. Не знаеш што е шамар, не знаеш што е болка, не знаеш што е да те удри, да те навреди. Како ќе имаш? Значи, колку и да е лошо, злото ни е можеби најголемата школа, бидејќи ние од љубов не се учиме. Не. Ние се учиме кога ќе го изедеме стапот. За жал.
Што ќе правиме денеска муабет? Знаеш ли што ми се прави муабет денеска, искрено да ви кажам? Иако се сомневам дека ќе успеам да го наметнам како разговор, но ќе се обидам, ќе видиме подосна, додека се загрее малце, нели, стримот сега е малце уште ладно, додека се закачат луѓе, па нели, поздрав Јанко, поздрав од Гвинеја, поздрав од Нова Гвинеја, поздрав од Папуа Нова Гвинеја, поздрав од Австралија, поздрав од Флорида, Канада и Калифорнија, поздрав од Дојчланд убер алес и слични наши места, па да видиме што ќе правиме муавет. Мада, иако искрено сум убеден дека нив разговорот што би сакал да го водиме овдека, нема ништо да ги затангира. Што се однесува до маркетите, она издишавте. Моите колеги што имаат оние пославни портали се преполни со банери од најшминкерскиот, да речам, ланец на маркети кајнаци. Веќе муабетот, например, за Веро исчезна од медиумите и така натаму. Гледам и од Тинекс, Рамстор не беше навлечен, Кам исто си пушти рекламички и како настанаш тама, а вие овци се буневте за добро на народот, а колегиве мои од порталиве, да, за народот, оп, банерче, па ја завршивме темата, нема што да отвараме нови теми сега. Ја у позадина не треба оган да ставам, треба да ставам овци не испаша. Туку, муабетот ми е, денеска имаше некаков предлог дека минималната плата треба да биде 500 евра. Океј? Мене ме интересира колку вие сметате дека треба да ви е платата. Колку ви е платата, колку треба да е минималната плата, колку треба да е плата за преживување. Тешка работа е, нели? Многу математика. Јанко, немој вакви прашања. Ме боли глава кога поставуваш вакви тешки прашања. Тука 500 плюс 600 плюс 250 ово. Се смее пред некој ден азијатот го прашува син му, кинез го прашува син му. Века, имаш 2 јаболка. Доаѓа комшијата, ти зема 2 јаболка. Колку те остануваат? 7 крави, 2 млека, 8 овци. И века, гледаш ли бе, жено, глуп сме го родиле бе. Абе вика, промашај бе, сите од Азија вика се доктори врвни. Абе вика, ти му поставуваш погрешни прашања. Како бе погрешни прашања? Слушај ме сега. Твојот роднина, Джин Мин, има 100 кила ориз. Твојата братучетка доаѓа му зема 25 кила и 470 грама ориз, а вујкоти ти побара 2/3 и 17 осмини од она што ќе ти остане. Затоа мајка ти дојде и рече, ми треба 1/2 од тоа што ти остана за да направиме сутлијач. Колку е? Ја века, па нормално колку е квадратен корен од со косинус тангент, ако се пресмета дека преку пи до 17 ова она и онда довезе она бабу и таму. Ја века, абе еве го знае. Па што ти зборам бе, азијате? Постави му прашање у ориз, све знае. Ки јаболка. Така и македонец. Македонец, али прашај го колку треба да е ракија. Стварно можеме и да збориме и за тоа. Колку треба да е степени ракијата? Она првата што иде, она 60-70 степена, нели ја разредувате. А некои викаат, ја пиеме и таа. Добро, таа се пие или не се пие? Колку се пие? Колку е најубава? Ова е, например, тема, ако ја отворам сега, па ја мислам дека ќе треба под клима да ги стават телефоните и пуштено на ладно. И отворен прозор да имаат горе, у режија. Пошто кога ќе ја фаќа слушалката, вака ќе треба да ја фаќа. Джиш.
Ало, да, сега ќе ве вклучам, стиши го телевизор. Да, има уште неколку жешки теми кои пушти му ги на македонец, палјеви. Кај има најдобра скара, кај има најдобар бурек и која пастрмајлија е права. Кратовска, Велешка, Неготинска, Штипска и така натаму. Мислам дека ракијата е на број 1. Нели? Најбитна работа. Иначе, што да ви кажем? Овдека у ТВ Сонце сме најутепани по прашање на ракија. Седнуеме у кафана, се частиме кебап и салата, нели, меракли и кој што сме. Ајде бе по една ракија, ајде! И викам, дете, донеси една ракија. И тој донесе бокалчето, сите по една чашка. После 2 сати стануваме, чашките недопиено, бокалчето до пола и толку е. Али затоа сокчето испиено. Не бива за ракију, за алкохол. Но респектираме вашите желби. Океј, како ти оди даунлоудот горе? Дали заврши? Не, а? Оти сакам да пуштам видео, ама ми е страв дека ќе кочат. Како? Не го гледам компјутерот, мрдни го кабелчето. Абе, мрднато е, бе, ке ме мрднеш, бе, до кога, бе, вакви работи? 5, 4, 3, 2, 1. Ете го. Чекај, не го давај. Дај звукот. Пушти нешто. Не пушта звук. Знаеш зашто? Не знам. Одлучил апдейт да прави. Ето се. Шртке имам. Душиче. Напатено. Душиче. Напатено и тоа. Абе, пред да почне, а го гледаш компјутерот? Да. Дај го. Гледа го се. И пред да почне стално, и му направив нели, за драйверите, за графичката и направи апдейт. Добро. И сега кумулативен апдейт pre Windows 10 22H2 for 64 base system K50520077 pending restart. Ќе бива такви. Као компир уста кога жака. Орак че шорне Али брат, за разлика од сите вас, ја со мојот компир англиски, шкотско-индијански, со цел свет можам да се разберам. Па дури и работев како преведувач. Не од што толку знаев англиски, туку што сум снаодлив да го адаптирам точно текстот, да ја сватам суштината. Мајка сум си плакал. Па како можев да прелажам онаква убава жена да се земе за мене? Чути сега, немаш коментар, штама. Чики-мики. И сега што да прамња? Додека иде ова? Што да... Без компјутер ја не сум, без вештачка... Јанко е глуп, вештачка интелигенција ми треба бе мене. Имаш горна камера? Ручкиот тупани имаш. Дај пушти ја горната камера. На. Меланија, у бикини. Еве да ја видиш. Еве ти ја. Меланија у бикини. Минималистичко. Да. Со другарките. Штета. Нема, а? Never know how much I love you. Never know how much I care. Еј, не смеам да пеам. Знаете ли дека прекину? Фейсбук вика, немаш правата. Кој права, бре, црни права? Па не ја пуштам, ја пеам. Ама многу добро пееш. Го имаш компјутерот? О, мори мајка.
Не, држи го компјутерот, што ме држиш ме? Ова е поинтересно овде, бе. Абе, компјутерот, види го. Инат, бре! Инат, бе! Чекај да видимо, паре. Ново покачување на минималната плата. Абе, кај отиде, бе? Абе, кој ти рече? Бог да чува. Ново покачување на минималната плата. Кога ве интересира како гласала Македонија во Обединетите нации заедно со Русија, Кина и Соединетите Американски држави? Не. Немаме капацитет ние ова да го отвориме како тема. За жал, може би некој стручен соработник, ама народов, мислам дека за ова можеме да збориме. На 5 дена од конечното усвојување на новата минимална плата, работниците и компаниите се уште не знаат колкава ќе биде таа. Синдикатите бараат зголемување на минималната плата на 500 евра, бидејќи сегашниот износ не е доволен за покривање на основните потреби на работниците. Одгласен синдикат велат дека зборуваме за минимална плата. Време е да почне да се зборува за плата за живот. Од Организацијата на работодавачи пак велат дека нека не те плаши, двата микрофона се, затоа ти е таков ехо намерно да иде, драма да правиме. Од Организацијата на работодавачи пак велат дека законското усогласување на минималецот согласно новата методологија од 22.500 на 24.400 не би требало да предизвика некои големи проблеми во работењето на компаниите. Ке извисли предлогот од страна на Стопанската комора на Северозападна Македонија за зголемување на минималната плата за 500 евра, под услов државата да ги покрие зголемените придонеси за пензиско и инвалидско осигурување. Ке се знае неверојатно во март, кога и треба да биде донесена конечната одлука за висина на минималната плата. Инаку, сегашниот минималец кој изнесува 22.500 денари е сума што ја става земјава на дното по висина на минималецот во споредба со државите од регионот. Во март треба да се случи законско зголемување на минималната плата, што ја најави министерот Дурмиши од сегашните 22.567 денари на 24.400 денари. Лани во регионот најнизок минималец од 316 евра има работниците во Бесна и Херцеговина, но владата на Федерацијата одлучи минималната плата во тековната 2025 година да се зголеми на 511 евра. Косово пред половина година го зголеми минималецот на 350 евра. Најниска плата во Албанија е 400 евра, а во Србија е 450 евра. Од земјите на Европската Унија најниска е платата во Бугарија изнесува 477 евра, а највисока минимална плата се исплатува во Луксембург 2571 евро. Красно. Имате капацитет да зборите за ова? Ви се збори за ова? Ајде, чујте, што? Ајде да не се... Ајде, нек скоревај крај... Ајде, што... Океј. Не знам, може би ќе ги отворам телефоните сега за сега, само испитувам малку, ќе видиме и на стримот што ќе кажете. Дали ќе се согласите за оваа тема? Може би сакате да говорите за темата, например, да збориме за Ниче и неговите дела, нели? Можеме или за Јунг. Иако исто така би ми било добар предизвик да разговараме малку и за Херман Хесе, можеме за Степскиот волк, кој е навистина една многу интересна. Не е лошо, може би да се нафрлиме со еден аспект на поезијата на Лорка, со една дистинкција од поезијата на Томас Тернс Елиот, со акцент на Hollow People, но би идел и со... Доста беше. Прво, да чујам дали имаме звук. Режија, звучниците? Пуштено е.
Nema. Aha! Dragi moji, imаме нов хит. Инаку, по победата, Меланија Трамп одлучи да сними кавер верзија и нов спот заедно со својот сопруг, кој се надевам дека многу ќе ве расположи и ако го барате и 10 пати ќе го пуштам во емисија. Познатиот хит од Лепа Брена, Југословенка во ново руво. Бога ми многу поубаво руво. Odakle si lijepa djevojko, ko ti rodi oko prometno, ko ti nade kosu zlačanu, ko ti stvori tako vatrenu. Oči su mi more jadransko, oči su mi kasnije palonsko, srce mi je duša slovenska, ja sam Jugoslovenka. Oči su mi more jadransko, oči su mi kasnije palonsko, srce mi je duša slovenska, ja sam Jugoslovenka. Не плачам ја, ти плачеш. Океј, минимална плата. Она што морам да се пофалам, драги мои пријатели и пријателки, лани негде во 6 месец, тоа е јуни месец, најдов едно видео кое е нешто така беше по мреживе, ама видов дека е многу добро. Имено едно типче збори на хрватски, српски, босански, што ти ја знам, објаснува како идел процесот за вработување, поточно интервју за работа. Ја ве молам малите деца да ги тргнете, стави онаа објава explicit lyrics дека е, значи има ама странски се експлицитниот говор. И сега, што е најглавното во целава работа? Ова видео, кај мене, е апсолутен број 1 во историјата на све што сум објавил и има преку 1.300.000 гледања. 2000, преку 2000 шерови има. И се обидов да следам, значи, низ цел Балкан. Србија, Хрватска, Босна, Црна Гора, Косово, Албанија, Словенија, Бугарија, сите го споделуваат. А еве зошто? Затоа што е страшно реално и многу смешно. Moj razgovor za posao je bio ovakav, kod mog gazde Bože. Dobar dan, sjedi, ja sjeo. Jesi li, pitao mene, jesi li ikad radio na gradilištu? Ja govorim, gospodine Božo, nikada. On pruži ruku, kaže, čestitam, dobio si posao. 9 sekundi. Danas ti dođeš na razgovor za posao, onda imaš ovih hrpu pedera, pederčića, pederčina koji sjede ispred tebe i pazi pitanja. Što vas ispunjava u poslu? Sad ja, pazi, što bi ja trebao reći? Cement mamu vam jebem. Ja kad vidim vreću vapna, ja glavu gurnem u vapno od sreće. Pazi, što te ispunjava? Možete oni žele ispuniti. Pa pičkava materna glupa. Pa plaća me. Pa ljudi rade za plaću, jebe vam mater retardiranu. Pa moj pred je bio na razgovor za posao, ovi ga pitali, bi li pomogao ranjenoj srni? Ajde na tom intervju reci da te boli kurac za srnu. Pa reci, puca mi, brate, kurac za tu jebenu srnu. Pomogao Pa bi kakva srna pičkava materina? Pomogao bi da završi Pa da nije Dario. da završi na raži, jebi ga šta. Pa to je stvarno bolesno. A prvo srna ili je živa ili je u gulašu. Kakva ranjena, jebote ranjena srna. A druga stvar, sa tog zapada,
unapređivač prodaje. Stari govno ti se smrzne. Slaže žvake na benzinskoj. Znači, mati te je rodila. Nije spavala godinama dok te podojila, odgojila, u školu te poslala. Adolescencija, problema 100, vraćaš se kući u 3, pija, mati, čača, svi u šoku. I ti se zaposliš, dođeš kući i kažeš, evo slažem žvake na benzinskoj. Ja bi te na kućnom pragu odrobio. Na kućnom pragu metak učeo. Pa jebote, više tebi. A pa si ti zajeba na poslu. Što si plavi orbit skložio lijevo, a zeleni desno? Nemoj mi to više raditi. A nama na poslu pukne oplata, odvali beton. Експлицитен говор, ве предупредив, тргнете деца, се извинувам. Ако има некаков проблем заради ова што го пуштив, ве молам, абстрахирајте ја телевизијава, уредништвото, собственикот, сета материјална и кривична одговорност ја сносам ја заради пуштање на ова видео, кое милиони го гледаат низ цел Балкан. Низ цел Балкан. Затоа што прво е смешно, типов е тотално фрикнат и стварно одразува реалноста. Стварно, кога ќе отидеш на она интервју, кај се гледате себе си за 10 години? Кај сестра ти у кревет се гледам. Кај се гледам? Што ти е гајле бе, кај се гледам? Ама зошто сакаш ти овде да работиш? За плата, за пари бе, 101. Дали сте за тимска работа? Кој тим бе, нека цркнат сите бе? Абе, земам пари, кршите глава бе, што ти еде? И што вика, дали би помогнал да видиш ранета црна на пат, дали би помогнал? Каква црна бе, вика, у гулаша, вика црна. Стварно, кај не мрцварат, кај не малтретираат, кај се изживуваат, па уште стварно оние кои ќе почнат оние прозападни на почеток како вика, што те исполнува во работата? Цемент ме исполнува, вика. Цемент. Не се смеат моје, многу се сериозни. Изгледа, вака ви беше интервјуто во Амстердам. Не, гледам, штама е горе, нерасположени, никој ни да писне, ништо. Да ја пуштам пак Југословенка? Не, не е ни за тоа. Ни за тоа не сте. Добро, нема. Еве, само да се подсетите, еднаш неделно весниците во бивша Југославија, па и во Македонија, например, имаа објави кај матичарот. Колку венчани имало таа недела, колку добиле син, колку добиле керка и колку умреле. Сега гледайте, венчани имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, околу десетина брака. Десетина новородени, синови, малку повеќе керки и умрени 1/3 од родените. Сега имаме 100 пати повеќе умрени и минимално родени деца. А тек за венчани има. Само кога би ставиле разведени, тоа би било колку целава страна. Нема, се распаѓа бракот. Знаете зошто? Многу е просто. Бракот се распаѓа од многу проста причина. А тоа е се извинувам малце, задремо. Бракот се распаѓа од многу проста причина. Се губи мотивација. Значи, обично, порано беше, што ќе правиш до 20-30 години, тоа се, деца, фамилија и така натаму. Сега, брате, 50-60 години, бишки како мене, уште по кафичи идат, уште се шета. Едно дете се бапнал, земал у Diamond Mall стан, така, се опрчил за 45 квадрата, 250.000 евра. Океј? Едно дете,
Абе, зашто дете? Земи кученце некое, бе, папагал. Нели? Шо ќе чуваш деца? Зашто? Ти доле се симнеш, идеш у шема, пиеш кафе, вртиш кутијата со цигари, нели, тураш златен прстен ко селјак, нели, и клучевите од БМВ. Шема ваму таму. 5 години брак се разведуваш, земаш 15 години помала. Не, ама од што се сакате, нешто е кешираш ти. Нема деца, нема принови, нема му е фино, баш ми е гајле што ќе умрам сам. Имам пари, парите ми се битни, таа вика баш ми е гајле, нека ме кешира, ме интересира облеката. Кога ги отварав телефоните за тоа зошто не се раѓаат деца, државата не им давала пари. Државата не се грижела за бебињата. Порано се грижеле лага. Еве ќе ви кажам, порано вашите мајки, бабовци и дедовци имаа многу полоши услови за одгледување деца од што ги имаат денеска. И оние што имаат пари да купат куќа, да купат стан, да купат добри коли, неколку пати во годината да одат на одмор кај сакаат, имаат најмалку деца. Колку е посиромашен човек, толку повеќе деца има. Кога е добар животот, себичноста е поголема. Кога е лош животот, тогаш човек сваќа дека семејството е основа на се. Знаете, 2 деца не е ни проста репродукција. 3 деца е проста репродукција. 2 деца е минус. Знаете, утре кога ќе речете и нели кога ќе ве шибне патриотизмот, не знам, се вовел албански јазик, ќе се доведе ромски јазик како официјален, ќе се воведе пакистански јазик. Зашто? Затоа што нема празен простор. Кога нема луѓе, нема принови, празниот простор се пополнува. Што мислите вашиот стан, вашата куќа, што имате сега? Колку деца имате? 2. Од тие 2 деца, едно сигурно нема намера да се мажи или жени. Другото е со едно дете. И тоа едно дете, ако е веќе 18 години, не е ни во Македонија. Ама ако ќе се врати, ќе има кај да се врати. На 18 години праштено тука, тоа не се враќа. Се враќаме ние што сме отишле на 20, 30, 40 години, ќе отидеме таму, носталгија ме враќа, па ќе се вратиме у нашата вукојебина, леле колку сме среќни што ни е убаво. Не, младиве кои ќе отидат, веќе менталитетот им се менува. Прашите ги нашите што се во Австралија, во Канада, во Америка. Тие што отидоа првата генерација, да речам, 60, 70, 80 години, имаат деца. Те уште знаат македонски. Те уште знаат нешто за македонската традиција. Нивните деца абер немаат. Нити ги интересира. Ама уопште, менталниот склоп. Ама шо ако сум ја поттекло? Мене космосот ми е домот. Си го научив јазикот, си живеам тоа, нема интерес. Зошто? Никогаш ти не си го прошетал, секогаш си, он се што слушал дека ова не чини, дека ова не чини, дека ова не е добро, дека ова е вака, ова е така. Така ли е? Да, па си бегам ја. И нормално ќе си побегне. Ти го мразиш ова овде, а очекуваш твоите деца, ако ги имаш уопште, или што викаше еден мој пријател, комуњар, абе вика 2 деца направивме. Едното геј, второто наркоман. Што да правам, вика? Ни внуци, ни ништо. Актер, крши мене живееше у кулите, у зградите, кај Рамстор. Почина човекот, син му седеше у станот, дилаше што дилаше и толку. Нема принови, нема внуци, он ќе умре, станот ќе биде шитнат од некој роднина, или он ќе го шитне за старачки дом да има колку толку некаков пристоен живот. После тој стан кога ќе се продава, кој ќе го купи? Еве ве прашувам. Пошто и провинцијалци веќе се иселија, изнакупуваа нели од други градови у Скопје. Кој ќе го купи? Еве ќе ви кажам дека
ај за неколку што ги знаме, еве Тишо ми сподели, индиски бизнисмен, во Diamond Mall си има купено неколку станови. Сте виделе вие улица Јордан Мјалков, Diamond Mall и така натаму, Градски зид првето? Поминете навечер, во обичен ден, да не е петок, еве да речете заминале за викенд. И погледнете ги зградите. Сите станови се продадени. 5 светла дали ќе изброите на една зграда. Ги имам тие као фотографии, деготантно ми е да ги вадам. Може ќе направам некој напис за мојот портал Јади Бурек со фотографии. И тоа не зборам само за Diamond Mall 4 згради, тоа се можеби најскапите станови во Македонија. Преку 2000 евра квадрат е таму. 43 квадрата, рачунајте колку пари е тоа. Страшни суми. Не се прашуе, се купува. Ама тоа било перење пари. Перење или не перење, становите се продадени. Некој ги купил. Никој не живе, затоа што нема кој да живее. И тоа што живее таму, повеќето, не повеќето. Добар дел се луѓе кои под кирија ги изнемуваат. B&B. Отворете, само ќе видите. Стиши ги звучниците ми прават повратна спрега. Фала ти. B&B, Bed and Breakfast. Ги изнемуваат. И доаѓа странец ово, она поевтино му е него хотел и цепаат за 500-600 евра месечно у 45 квадрата. Што ќе правиш ти у 45 квадрата? Еве, некој ми вика, видиш, наталитетот кај албанците опаднал. Зошто е опаднат? Немаат секс? Не бе, пријатели, многу е просто. Живееш у куќа? Не. Живееш у стан? Да. Живееш у стан, па у центар си, па у модерен стан, кој си го платил 200.000 евра. Таа нема да ти излезе бавча да копа зарзават. Таа не може да раѓа и да сакаш поише од едно дете, немаш устанон кај да го шета. За куќе нема установите. А не па, затоа Скопје е куќа градско. Кај бе, полесно е со куќе. Пушти го нека сере таму по потребниците, прибери го дома, мило мое. Што па дете ќе го носам у школо, па ова, она, па воспитуе, па вакцини, 300 чуда, остај се 300 компликации. И стварно е тешко да се одгледа дете. Нема емпатија, љубовта бледе, нормално е тоа. Жените не сакаат да бидат веќе домаќинки врзани за шпорети, сакаат и они да возат автомобили, сакаат да прават кариера и побитна им е од тоа. Мажите се согласуваат. Мажите не им требаат жени домакинки, мажот сака да има силикони, да ги напумпа устите, да знае сексуални движења каква што проститутка нема. Па ја да ви кажам, бидејќи сум бивши диск џокеј, доста ја познавам, како да ви кажам, таа сцена, метрополитен сцена, каде што кај нас нема курви, нема проститутки, дури, ајде да речем, не се ни спонзоруши, ама се, знаеш како, у Diamond Mall ги најдов 3-4 кои ги познавам лично, кои имаат стан и се прашував, барем за кратко се прашував, од кај прво на оваа пари, неспособна, не знае јазик, не знае да работи, не знае ништо, станот преку 200.000 евра, 3-40 квадрата, ама живее сама. Ни куче, ни маче, ни сопруг, ни швалер, ни дечко, ништо унутра. Ствари, богативе, што се наши или странци, кога велам странци, не мислам на марсовци, може би е албанец, може би е србин, може би е бугарин, може би е грк. И плаќа кирија, и има кешче, пун фрижидер, што треба на картица и дава, она седи, се лакира, стално намирисана, која ќе дојде он у Скопје, дранге, транге, франге, како беше песна, рке шлаке. Шокирани сте? Ова го има по малите места, а камоли за Скопје. Затоа што тоа е најлесна пара. Зошто некој да се мачи за минимална плата за 500 евра 8 сати, некоја стока примитивна да ти кажува тебе
ili mene na 25 godini karijera, što ja treba da pravam, kako treba da zboram, što sam trebao ovo, kakvi se mojte performansi, kako fe moje to ovo ono. Znaš, i Cristiano Ronaldo padna u karijerata, ама да го имаш у тимот го плаќа исто како кога е у врвна кариера. Кај нас, емшо не сакаат добри работник, не, сака добар работник, ама сака да не го плати. Бегале. А што очекувате бе да направи? Прва прилика ќе побегне. Сега, има, фала Богу, има луѓе кои се доследни. Тоа се, например, неспособни, тоа се мрзи, кои за минимална плата ќе седи, ама само не го рчкај. Не го терај да работи, така да си тераме малце кафе, малце ќе поработам, ово, оно, и таму. И бизнисот ние угоре, ние удоле, така, немам со кого друг да работам. Па добро, нема проблем. Што правиме? Што е решение? Поголема плата? Не, системот е. Не е за плата. Системот е. Ја работам овде за минимална плата. Зошто не сум на некоја појака телевизија? Затоа што овдека се многу свесни колку ме плаќаат, а колку сум јас со своето, ајде да речам, некакво реноме. И сега јас со исто во моје реноме у голема телевизија, ке ми рече, види, рейтингот минатата недела беше 3,7, сега падна на 3,6. Мислам дека да ми направиш една студија во Excel, како можеме да ги подобриме перформансите и да... Ма носи се, и као овој треба да му одговора. Значи, понекогаш не е пресудна парата, а можам да отидам за 3-4 пати поголем. Ама ја сега, на крајот мојата 7 деценија, да правам некакви перформанси, да ова, да она, а доволно привлекувам внимание и вака како што сум. На крајот на криштата и телевизијава ми одговора затоа што не е комерцијална. Ова е некомерцијална телевизија. Едина комерцијална работа овде, како може да се рече, мојава емисија, која е шалабајзерски за забава. Како што гледате овдека се говори претежно за, нели, идејата на Џорџ за Македонија, за античка Македонија, за историја и такви работи, документарци. И тоа е добар концепт. Барем е концепт. И не е партиски, за разлика од другите телевизии. Мене ми е рад. Ама Јанко, кај ти амбицијата? Отиде мојата амбиција. Ја овдека ми е, како да ти кажам, на Флорида да сум. И сум благодарен. Додека трае. Кога ќе заврши, фала и за се и пријатно. Не знам кога ќе заврши, кога ќе заврши мојот живот. Колку треба да ја плата? Мислам, имам неколку пати отварано телефони на темата колку треба да е минимална плата или и колку е плата на човек да преживее. Значи, пред едно 5 години оваа тема, ја имам негде кај емисијата, луѓето уште тогаш ми вика 1000 евра е минимум за пристоен живот во Македонија. Сега прашувам, 1000 евра за 4-члено семејство или 1000 евра по човек? Јас сум убеден дека се што е под 50.000 денари е преживување по човек, а не е живот. И тоа преживување да можеш да купиш од време на време некоја ефтина кондура, некоја кошула ако ти затреба и нормално еднаш годишно кредит кој со крв плукајќи ќе го вратиш за да отидеш. Пази, ние сме единствени. Кај нас најмногу се земаат кредити за да се отиде на море. А народот заслужuje колку толку. Океј, може би не сум во право, може би сум. Ќе видиме. Не е лошо сега да ги отворам, да видам што ќе кажат гледачите на стримот на темава. Со тему како ви иде? Ја до сега имам купено од тему и стигнато
Од нова година до сега си накупував 10 артикла. Дринг на врата. Добар ден, добар ден. Господин Илковски, да, имате пратка од Тему. Дајте ми број од ЛС пошта. Пап, еве го кодот. Фала, пријатно. Дали должам нешто? Ништо. Све е платено. Машалла. Машалла, ишалла. Океј. 10 коментари. Мики Тодоров, Јанко, ти можеш да работиш иста работа за многу повеќе. Можам, ама ќе ми ја пукаат главата. Овде барем ме поштуваат. Душко Јакимовски вика, така е, добро, знам дека е така. Овде на Фейсбук кани го Горбачов шинобус. Мики, ајбе, нешто реченици малце среди ги, не те разбирам, што ми кажеш? Искрено да ти кажам. Океј. Ништо, ќе ги отворам телефоните. Ој, Благојчо! Ќе ги отвараме ли телефоните? Драган Филиповски ми пишува. Ми пишува. Добриот човек се раѓа како добар, лошиот е роден како лош. Верувај дека е така. Добро, верувам. Ја викам дека сите се раѓаме добри, после негде се зезнуе работата. Убава вечер, сакам да предложам една тема за разговор. За пофалба еден господин кој живее и работи во Америка, а води неколку фейсбук страни за македонските вредности. Жива е Македонија, твори и создава непроценливи вредности од нашето минато и историја. Тој е господинот Горан Марковски. Поздрав до сите. Благодарам. Поздрав и до Горан. Аце Кузевски вика, те гледам уште од времето на Гутенбергова галаксија. Илија Ѓоргиев, глед, сме го тригнале уште преска. Не пита Пастрамајлија, сомуни се различно. Не го разбра што сака да каже. Панче Чикарски вика, поздрав до емисијата и до тебе, Јанко. Како да му одговорам на Панче? И емисијата те поздравува. Поздрав, Јанко, кој е твојот YouTube канал? Абе, Мики. Мики, велики. Еве го мојот YouTube канал. Се вика Јанко Илковски. И кога ќе го пуштиш, може, чекај, звук. Имаме звук? Са! Готра кој ќе ми направи реге, одма ме фаќа ПГ. П, РТБ, ДДТ. Веќе звонел телефонот овдека. Горе, како ти е? Ај, ја ќе му звонам тогаш од овде. Важи? Ајде. Штом викаш ти важи, онда е супер работа. Исклучи ги звучниците, да пробам да го добијам. Нели, вие се јавувате. Ало, добро вечер, пробавте да се јавите во емисијата Јади Бурек, па јас сум Јанко, ве вклучувам ако сакате да говорите, ако не. Добро, говорете, ја те пратам телевизор. Повелете, говорете. Така во врска со тема што ја спомна за Тему, за ова електронското. Не, темата е колкава е треба да е платата во Македонија. Добро, ја гледам, ама тие викам ја спомна, сега за ако треба прво за тоа да дам. Не, нема проблем, ајде за друго, нека биде. Кажи, што те мачи Тему тебе?
Туку? Има тука, ја пратејќи ја поштава како иде, имам од нова година да се многу порачки направено. Браво. Не знам, околу 1-2-30 артикли. Машала. И што скоро секој у просек нека дојде секој трети ден. Меѓутоа што кога пратам поштава, робата ќе дојде и седи во нашите магазини, пример, у Карпуш, односно Тафталиџе седи у тој магазин, има душ еден магазин у градов. Таа роба, го прашам овој што носи роба, што е работа? Абе вика преку 10.000 пратки имаме секој ден. И сега проблемот што е? Не Што е? може да достават робата од Скопје у Скопје. Се изгледа и на тие што имаат договор да прават, што исполнете саловија, не знам со колку коли, со колку души ни ја разнесуват робата. Значи, Со колку пак можат ќе донат. работат, колку има вработени. Нели? Да, ама овој го прашувам, зашто не зема да појача транспортот да го појача. Тука сега изгледа се штедат парите. Значи, како да е, ние пак самите си ја отежнуваме работата. Трагедија. Да. Трагедија, што да ти кажам? Катастрофа. За 15 дена работа доаѓа тука, 10 дена у просек негде околу недела дена касни робата од Добро, од што ти е од робата? Што земаш, што ти е толку битно брзо да ти дојде? Нешто препродаваш, нешто такви работи? Не, Епа? него, Што? знаеш како е, Не чисто знам. ситници што се све и најскуп производ, ако би бил негде до 1200-300 динари некој трансформатор или така, некоја роба, ситни, има многу ситни работи кои што се привлечни, магнечиња, овие налепници, закачалки. Све те такви разбирам. работи. Океј, и што правиш со нив? Ништо за дома си, тоа што го зимам, тоа е за мене, не ми е за продаа мене. Добро бе, ама зошто да не и за бизнис? Не. Добро, извини. Овина, јас сум негде околу 80 години, така да чисто од мене. А, што викаш, 80 години, дај побрзо да стигне, додека не сум отишол јас. Добре, важно, ако слушате и нифин сум се јавил. Колку ти е пензија? Јас имам пензија од 3 држави. Еха, кај било мрсното, алал да ти е. Од Словенија, од Хрватска и од Македонија. Кој дава највише? Не те прашувам колку. Кој дава највише? Знаеш што е трагедијата? Не знам, абе, те прашав, сега не е трагедија, абе, не ми кукај со 3 пензии. Не можам те слушам со 3 пензии да ми кукаш. Кажи ми сега кој највише дава. Па тоа сакам да ти кажам, што е трагедијата. Што македонската пензија ми беше најмала, сега македонската пензија ја спаса словенската. Катастрофа. Колку треба да е македонската пензија да не ти треба ни словенска, ни хрватска? По тебе. Просечно за еден пензионер 500 евро се долно за месечно, за еден пензионер. За човек. За По човек. човек. По човек, ама тоа е веќе има и друга работа. Колку ќе доеш на овие години, нема што да купуваш. Све имаме, ние ни тежи стандардот наш е за толку години, толку... Како бе нема? У аптека колку пати идеш неделно? Молам? У аптека колку идеш неделно? Тука да, има трошки. Негде ми доаѓа околу 2000 месечно трошкови повеќе. Домаќини. Значи, ние на овие години, јас сум 7 деценија, бе, Џони, не знаем на твој години. Тука сме више. Стануеме домаќини добри. Но, да, повели. Меѓу 70 и 80 години, знаеш каква разлика е огромна. Ајде, нема везе. Добре. Се- Јако можеш се- пријатно да те прашам. се вртиш ли- За маџармалска вечер. Не бе, каква маđar... Не бе, не, се откажав Ти ја... правиш маџармал или за Не. Ја се откажав и од маđarmalци и се откажав и од битушени. Ја струмичане станав, по жена ми, папучар. се фолираш, не си папучар, него... Се вртиш ли по женски? Не, Не. готови сам. Ти помина, а? Абе, све у свое време, све си има рок на трајање. Па и тие, И што да се забавljam со вас,
да слушам тамо на маđarmanska вечер како не стигала. Абе, тамо женски баби да бркаме распуштеници. Ајде, не сте интересни, која стареете. Земај Виагра малце нешто. Се шегувам, малце да биде поинтересно. Фала ти на муабетот, ми кажа убави работи. Извини, ја малку за шега да биде поинтересно. Ајде, јас сакам шега да правиме, да не се оптеретуваме со тешки теми, што се. Биди ми жив, здрав и пак да ми се јавиш. Фала. Поздрав, лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач, се откажа тој умеѓу време. Да бе, големи трошоци се. Ако чекаш поише од 2 минути, 5000 евро одма стигат. Овако... Ало, добро вечер. Добро вечер. Одлично. Повелете во програма сте. Видите, Јанко, колку треба да е платата во Македонија? Па ја мислам некаде за едно 4-члено семејство е потребно 1500 евро. Значи, точно од први до први све да помине. Зборите 1500 евра да е... Аха, добро, 4-члено семејство. Во смисло двајца вработени, така? Да, да. Па тоа Ја не е мислам, голема видите. плата. Ако и двајцата земаат по 750 евра плата, не е нешто голема плата таа, да кажем. Да. Не, ама види што е најчудно, Јанко. Кажи. Јас се јавувам од Свети Николе, мало градче. Добро? Видите, замислите си кукаците немаат пари, а навечер се полни кафичите и сите кафани. Нека дојде во Скопје да Препол. не скапо све, а не у Свети Никола. Значи, Абе, пара троши човек. на голо. Аве, човек, дојди у Скопје и носи ме на кафе, да видиш што е скупотија. Ке го басуваш, кај рече, Свети Николе или Неготина, што рече? Од кај си? Не ве разбрав. Од кај си? Од Свети Николе. Дојди у Скопје и части ме кафе, Да? па да видиш што е скапотија. Кога ќе дојдеш у Свети Николе, има да ја бацуеш калдрмата таму. Знам за тоа, знам. Имам искуство. Ја да дојдам со овие пари да живеам кај вас, па ја ќе бидам лорд, гроф, господин човек. Не, јако. И викам, мене ми е чудно, па и коли се возат, се некои джипови, нема место кај да се паркират. А сите кукаат нема, иначе нело. Сите кукат немат, ја не знам од кај толку пари, мајко. Тоа ми е чудно. Кажи ми, Добро, работиш? има некои земаат многу, да речеме, јас имам зет, зима 4000 евра плата. О, машала. Тука или надвор? Не, тука е, ама работи тоа со компјутери, како Со ги викат, компјутери. некои. Машала, Там и меѓу шефчињата е и така да за странска компанија некоја. добро. Колку ти е пензија тебе? Профитират и тепа добра пара, разбираш. Браво, алол да му е. Честитки, така треба. А кажи ми, ти пензионер си? Пензионер. Колку ти е пензија? Јанко, голема ми е пензијата, ајде. Да Се не ме срамиш да ни кажеш, потели. ебе македонска работа. Добро, фала ти што се јави, поздрав, Нема проблем, пријатно. лека ноќ и пријатно, мило ми е. А ја да се јавам кај човекот што се обиде да се вклучи во емисија, Ало? ми пушти друг. Добро, ајде. Океј? Ало? Добро вечер, повелете. Се слушаме? Да, повелете. Јанко, Јанкин. случајно те отпуштив и гледам колку треба да е платата. Колку? Ја викам еден компир, 1-0. Не слушаш? Добро. И 1-0. после како ќе ми се јавиш без Колку што плата? се работи, толку плата треба да се зима. Добро? Колку се работи? Денес доаѓам у 4,5-5 од работа, на клупа през града, 5 души пензионери, сите помлади од мене. Пензионери. Да, ама помлади се од мене. Пензионери. 45 години, си јас сум 60. Пензионери. Да. И они треба да зимат плата, а и децата не им работат. Од каде плата кој не Почекайте работи? вие на телефон, ќе ве вклучам под. Добро.
Колку Ме треба да е слушаш? плата во Македонија, кажи ми? Колку се работат? 1 сат имат продуктивност. Добро, колку треба да е Колку е сатница? продуктивноста во Македонија? Абе, цифра те прашувам, не филозофија. Еве, која е филозофија? Наука те прашав, не филозофија. Еве те Колку е прашувам, колку продуктивност? треба да е месечна плата во Колку што Македонија? работат? Ако работиш Ајде, еден сат, окей. Ајде, па инаце ја затера. Многу е логично прашањето. Колку треба да е плата? Колку што работа? Абе, колку ти треба за да преживееш? А не за работа. Кој те прашува за работа? Една е работата ако работиш у рудник, друга е ако работиш на каса, друга е ако работиш во IT сектор. Што мислам филозофија? Сега треба да ви цртам ко на мали деца. Се извинувам, почитуван гледач, вие 077, вие сте на ред. Повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. И благодарам. Закачив врска пред неколку месеци, па едва и сега пак. А да ве прашам, емисијата ми почнува секој ден, од колку сата, има ли шанса да ми кажете или не? Не, Не, а? после 25 години никому не кажувам. Да беше ова првите 5 години, све кажуе. Сега не кажувам ништа. Фала и на толку, фала и на толку. А ич? А ишпа, да. Вака сега, Повелете. колку да е платата? Да. На тие што работат да е поголема, на тие што не работат многу по. Ајбе, доста со тие филозофии. Колку ти треба тебе да преживееш? Не ми филозофија. Колку треба да е просечна плата во Македонија? Еве, тоа те прашам. Колку ти... Господине Јанко, златна земја остана така, место си произведуваме храна, да произведуваме деца. Што работеше ти у животот, извини вака? Јанко, јас сум еден сељак, а машинец сум по професија. Добро. И сега си пензија? Работев шефово, па напуштив, па приватно удрив. 1000 години веќе сум момок и така. Ама живеам човечки колку толку. Да си жив и своја здрав. фамилија. Имам 3 деца, 5 внуци. Ја не сум од оно... Голтар. Не сум градско, да не речам, градски бурек не сум, ајде. Ама не да. Ете така, да, и затоа ти викам, златна земја остана безбо, златни села останаа така. Децата твои работат нешто на земја? Па работат, како не, јас ги воспитувам да бидат работници, добри луѓе, добри работници, добри македонци, да си ја сакат државата, земјата своја, Браво. работата своја. Браво. Браво. Ај уште едно сега на француски да те прашам. Колку треба да е плата во Македонија? Да беше на германски ќе те разберев. Француски не разбирам. Вака сега, треба да биде, да речеме, плата за стварно. Од 50.000 на обичен работник помалку да не е. Кога овие ајдуци ве земаат по 3-4.000 плата, па 2-3.000 под рака, па 2-3.000 под нога, па 2-3.000 таму патни дневни, па не знам колку тие ми испаѓа на нив, може би 15.000 испаѓа месечно. Та затоа ти викам на овие обичниве наши македонски смртници, барем околу 1000 треба да биде. Или 50.000 да речем, ајде така некако. Пошто има деца што не каснале природно бомбонче, чоколадце што немат млечно каснато има. Има деца што гледат врачите на зубице. Греоца е ово што се случува во Македонија. Греоца е. Пошто едно време учевме сите од прво до осмо, па од осмо натаму, па од средна натаму и имаше некоја почит, некоја уравниловка имаше. Сега нема. Да не речем, најрасипаните станаа чорбаджи, станаа политичари, станаа дипломирани штетници. Влегува во собрание. Дипломирани штетници, добар си. А така е, дипломирани штетници тоа. Добро бе, ти викам браво, добро ти е муаветот сега, што да ти Ама кажам. сејак толку разбирам што да правам, ајде. Па и толку, и јас што сум. И јас сум селјак Ајде, човек. здрави и живи да бидеме. Ајде. Мило ми е, не ми кажат кога може да те фати човек така да се јави. Па, зависи. Ако немам гости, не отворам телефони, не отворам како порано, така што не можам да ти кажам дека утре вечер ќе имам... Емисијава контактна како контактна,
От колку почнува? Од 8, од 9, од 10, од Од 7? негдека околу 20 часот до 22 часот е. Аха. Епа добро, по нашиот така. Аха. Јас сум од Бригалничкото говорно подрачје, може и да ти... Не бе, има една песна од Дуо Трио се вика аха. И хлип ду бих ду лип бих них. Да. А би има само таа наша Македонија. А би имало луѓе културни, имало писатели, имало композитори, имало инженери, имало... Сешто е, а од Македонија почува светот, бе, што да кажам, бе. Македонија е била од Азија до Англија. Поздрав, фала што се јави. Еве а песната бе, Трио, само не е дуо. Еве те го. Не бе, пуште не звук, не знам зошто немаш. Ти ме исклучи. Еве го, аха, тоа го барам. И после како вика, и хлип ду бих ду лип ми кних. Добро вечер, почитуван гледач, во програма сте повелете. Ало? Јанко, Телефонот мој. Да, повелете, Јанко, точен одговор. како сте, Јанко? Добро, фала на прашање. Вие како сте гледач? Одлично. Мошне. Ве слушам. И да ме слушаш. Помладци. Вака се, за темата. За темата да ти кажам сега колку плата треба да има. Те слушам. Сакаш да зборам ја или ти? Вака се, 1000 евра. 1000 евра треба еден да има најмало плата. Се будиш со телевизорот, госте е уклучен и сега се слушне и се дамлоса леле што сум убав со гласов, Бред Пит не ми е рамен. Аби исклучи телевизорот, збори со мене, батали го телевизорот. Ево те слуша сега преку телефон, телевизор не работи. Фала Богу, па требаше пол саат да те чекам. Така. Абе, Јанко, Јанки, бе. знаеш колку се пензиве, кажи ми ти. Ево, јас сум пензионер. Колку ти е пензијата? Да ви кажам, многу ми, 18 дигари. О, кај било мрсното. Со 43 години работен стаж, сега моментално 18.000 ми е пензија. Така. А колку ти треба да ти биде за нормален живот по тебе? Па, Јанко, за мене и за сопругата што не зема пензија, за двајца луѓе, најмалку 600-700 евра. Тешка живеачка, ва? Па тешка, ама како не било тешко. И како преживувате? Како, Јанко? Јас си знам. Добро. Ја не те прашав дали ти знаеш, дали ќе ни кажеш, те прашав. Абе, што да ти кажа, од месец до месец се крпари. Само крпари, ако нешто приватно ќе појдеш негде ќе... Добро, благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно, имам друг гледач на линија чека. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Поздрав. Вака се, за плата треба 600-700 евра, 4-600 домовно е. Цените треба да се врнат. Цените беа со 200% покачувани кај нас. И трговците не ги враќат. Затоа што се поврзани со судиите, судството и ако и праќат казни, не ги ни почитуват. Казни нема, напротив. Покачуват повисоки цени. У Грција ги намалија 3000 артикли. 3000 артикли, ама имат само судството не е поврзано со влада. Тамо за граѓаните мислат. Инспекцијата е почитуват, ама инспекција не е почитуват. Јако и праќа казни. Тоа е да се вратат цените
како што биле од 2016 доста са 500 евро. Дури 500 евро за 60 своје дома. Кажи ми, 500 евро. ако не можат да се вратат цените, Огрево, огранте дрво, струјата. ако не можат да се вратат цените, Па дали, цените чекај да те прашам полека, Ама, ако не можат да се вратат цените, може ли да се зголемат барем платите и пензиите? летите, ако сакат да се зголемат, треба да ги донесат арамиите парите. Милиарди искрадија, милиарди. Треба да ги донесат. Прво, А ако не ги донесат? Они да ги донесат парите. Ако не ги донесат, што правиме? На Филипсе, мајка му, жена му е правиле куќа на водно. Колку милиарди искрадија? Каде се? И поземуваа кредити. Па не се ги донеле парите. Треба да ги донесат. Фала ти толку многу и за јавување. Лека ноќ, имам гледач, имам многу јавувања. У моментов морам да ве сечам. Стварно мора да бидете по концесни, извинете заради тоа. Нели, кога нема притисок, ве оставам подолго, но сега имам многу јавувања. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма се, господине. Јанко, со тебе ли зборувам? Да, со мене, повелете, говорете во емисија сте. Збореме за платата, нели? Да? Јас сум пензионер. Да, звучиш као младиш, добро? Да. Ама минималната плата би сакал да биде 100.000 денари. Мојата пензија е 45. И па не ми стасува. Добро. Како да го направиме тоа да биде така? Многу лесно, нека намалат газите малку да не ќарат многу и ќе имат повише пари за работниците. Мислиш дека газдите се криви за целава работа? Па треба да се слушаш там дека маркетите не ги спомнуваме кои 50 милиона, кои 70 милиона, казината кои 30 милиона, кои 50 милиона добивка имат. Значи, реално треба да дадат повише пари на работниците. Добро. Окей. Значи, уште еднаш те прашам. Колку треба да е по тебе плата во Македонија? Просек? Па да не е испод 1300 евро 400. Како може да биде у Хрватска, у Словенија, кај да менија со 500 евро. Пензионер сте? Да, Колку ви е пензија? па 40 или нешто. Како се живее со тоа? Па не е баш добро. Фала многу за јавувањето и фала за предлозите што ги дадовте. На тебе, Јанко, биди поздравен. Јавете се во секое време. Поздрав, пријатно. Идеме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Да, повелете. Да, Сашо на телефон. Повелете, господине. Да, ве слушам, случајно ве пуштите, ве слушам и гледам. Значи, имате многу добра тема, не знам зашто луѓето. Ало? Да, ве слушаме, говорите. Значи, не знам зашто луѓето ви скренуваат од темата. Темата ви е супер и треба да разговараат на темата. Не е битно. Вие бидете... Просто јасно, значи си пишува колку треба да ви платата во Македонија. Спрема мене, Така? платата треба да биде 2000 евро. Може образложение? Ни 500, ни 600, ни 300, ни 800, значи 2000 евро. Добро. Ќе ви кажам зашто. Да, слушам. Зборите Како може да би за платил 2000 човек... евро во Франција, во Англија, Си во извинувам. Норвешка, во Шведска, Само во под Финска, во прашање Данска, не едно. може во Македонија. 2000 евра за човек или четворочлено семејство? Заедно со семејство. Да има по секој семејство 2000 евро месечно примање. Значи четворочлено. Одлично. Да. Образложете сега. Да? Кажете, ве слушаме. Се образложете. Значи, на секој четворочлено семејство да влагат 2000 евро месечна плата. Да. И сега рековте ќе образложите зошто. Зашто взимат во Англија, во Франција, во Европа и во светот 2000-5000 евро, зашто не ке нас? Е тоа е моето предложение. Па затоа што економијата им е многу појака, не Не е затоа што Не? во Македонија се краде. Многу. Тоа е Како? тоа е причината. Значи сметате дека имаме економија која може да ги издржи овие цени. Да, јас сум премиер, ќе дадам по 5000 евро на секој семејство во Македонија. Пошто јас сум повртник од странство 30 години, знам како треба да се работи во една држава. Дали негде во странство има државата да одредува колку ќе биде плата или тоа се го прави фирмата со работникот? Владата. Не е точно. Точно е. Не. Јас сум живеел и во Словенија, сум живеел и во Британија.
никогаш владата не одредувала колку ќе биде плата, туку работодавецот. И Па сум добре, работ- живеев у Лондон, така да не ми кажувате. За Добро, Англија. не ми кажувај ни ти мене. Па зашо Англија е 20 фунти од саат? Зашо Македонија не е толку? Кажете ми се. Збориме за администрација или збориме за човек што работи во бутик, во Пак, ресторан, значи- мајстор? Кажи ми, мајстор, јас сум работел у Макдоналдс у Лондон. Колку е минимум wage у Лондон, кажи ми? Си одредува Макдоналдс колку ќе биде. Сакаш у Макдоналдс за 1 фунта, да речам 0,75 фунти беше у мое време сатница, или сакаш у бутик некој поексклузивен, кај што е повисока сатница. Али тоа ми го дава работодавецот, не ми го даваше британската влада. Значи, Јанко, да не скриваме твоето прашање, тоа што ти е многу на место, јас ти кажам моје мислење, така? Не, апсолутно. Да. Ама јас само дебатирам, ја не... Во ред си, јас те разбирам, Не. значи јас Вие сум во сметате Норвешка, може дека ти кажам владата како треба Норвешка. тоа да го одреди, Во Норвешка така? 22 евра од саат, минимална плата. Добро. Разбирате ли се? 22 евра од саат. Да. Тоа би било супер. Минимална плата у Норвешка е. Така. Па еве, објавив, гледавме минимална плата во Луксембург е 2700 евра. Значи се разбираме, нели? Да. Сега они оправдуваат нашиве што се од Луксембург. Значи, Викаат, да. ама знаеш, не може кај нас затоа што трошоците за живот во Луксембург се многу повисоки. се разбираме многу добро, али ти остануваат пари и за живот. Така. Значи, Јас сум кредит, за. значи имаш пари. Минимум не си 2000 нула, евра, значи нема четврот- извршители. Сега дадете на Бромикс работи, како во странство си бил во Англија, знаеш како сум бил, знам како е, нели? Се разбираме. Апсолутно. Значи, апсолутно се согласувам со тебе и би сакал четворочлено семејство во Македонија да има 2000 евра. Така. Секако, дебатата е како да се дојде до тоа. Многу лесно. Окей. Со помалку крадење на владата. Многу лесно. Едноставно. Добро. Фала ти многу. Поздрав, лека ноќ. Ако ме разбира, гледа. Одиме со следниот гледач овде кај мене, режија. Добро вечер. Ало, добро вечер, Илковски Јанко. Илковски Јанко, одговорот е точен, добивте плазма. Кекс. Добро, благодарам. Да си жив и здрав. И посакувам да може ли да кажам нешто Може како не, слободно, ве молам. на темата? Апсолутно. Примањата, пензиите, платите наши. Платите треба да бидат над 1000 евра. Пензиите да не бидат испод 500 евра, најмалку, најниско. А кажам уште покрај ова, пошто тешко се добиваш. Имаме еден маркет на Рачиновско џабе, кои се фалат овие нашите инспектори, министри, дека секојдневно се инспекторите на терен. И за кошниците, и за Великденска ќе биде така, и новогодишна, и божитна, не ги намалија, ама ништо покачено, и денеска има маркети 2-3 тука предавници, има Кругер, има Кипер, овие не ги намалија 95 динара, брилант зейтин, секаде 88 братија, нешто направи, овие никако, граф, сама тој, дали уопште влегува некој инспектор во овој маркет. А ние сме тука изнемоштени пензионери, не можеме да отидеш подалеку да прошеташ. Може да ми Мораш повторите тука да каде е ова? Ова е на Рачиновско џабе, после 45-ка ученто насело. Добро. Фала ви. Тато за Рачиново, на еден, нема 600-700 метар, нема километар, од десната страна се наоѓа С-маркет се вика. Замисли. Кажете ми, немате пазари таму нешто да се олесните малце поевтино да поминете? Абе, јас конкретно за мене кажувам дека не сум у добро здравствено стање, болен сум, Така. не можем да се движим со нозете и Јасно. морам тука да идеш, што е најблиска дестинација што викаме. И тоа е сакал најскапо неќе, ви. Јасно. Тука ќе земеш. Сваќаш ме. Све ве разбирам, потполно ве разбирам. Многу ви Многу фала многу. што ме слушавте. Дали можеш нешто да коригираш, да дојде Ја? некој да пред? Ништо не може, ништо. Ја, ова е мојата моќ.
народот да го инспирирам, да го охрабрам, да каже гласно, а што и понатаму, ние ако знаете, ако паметите, направивме и бойкот на маркетите, да им кажеме, значи, тоа што знаеме, тоа што умееме. Да ви викам на протести, едва и на нозе стоите. Ја едва и стојам на нозе. И така да, Сваќам те целом. ова е нашата борба, а помладите нека се потрудат нешто, ако имаат барем грам емпатија кон на сите Немам паните. кој да ми помогне од своји, така да моментално сум сам живеам, да кажам наискрено. И не можем да појдем подалеку да прошеташ, ќе најдеш можда негде. Има разлика, ти кажуват комшиите дека у другиот маркет па ги молам ако иде за него да ме услужи и мене. Не сваќаш мислам. Ви благодарам, ви посакувам добро здравје, чувајте се, држете се, лека ноќ и пријатно, ви благодарам. Режија, одно идеме со следниот од кај вас. Јанко, добро вечер. Добро вечер, повелете. Во врска со ова темава, Последен е овој. јас сум повратник од странство, па овака малце само да ја направиме наспоредба со плативе. За 8 години работа во странство земам 250 евра за 8 години. Пензија? Да, за Добро. 8 години. Добро. А овдека земам за 33 години работен стаж, исто толку, можда и помалку. Така. Затоа сакам да ви кажам дека многу огромно. И се не треба ние да испоредуваме. Тамошните примања се многу поголеми, а овдешните се помали. Затоа ни се пензиите помали. А иначе, за едно семејство од двајца пензионери, да речеме, мислам се доволно околу 500 евра месечно. 500 евра за двајца пензионери. Да. Малце е бе тоа. Што Абе ви- малце, ама не правиме трошок. Се ние толку трошиме. Кажи ми, се од кој друг град сте? некој, Не знам. Од кој град 500 сте? евра, 500 евра до 600, да речеме. Од кој град сте? Од Прилеп. Џони, Иначе работев во Франција. каде работевте? Во Франција. Франција. Добро. За траваја пари. Таму имав добри примајна. И пензијава ми е за 8 години, околу 250, Прилеп. 280 тука е. Прилеп и Скопје, знаеш ли колкава е разликата од цените за тие основни работи? Цените? За артиклите? Прилеп е многу поевтин за живот од Скопје сега, да не се лажем. Така е точно, ама не е многу голема разлика. Добро, маркетите нели, Кам, Тинекс, Вера, Абе, Тинекс, толку е, Минекс, тоа е. се тоа е исто. Стока Да, маркет. ама, знаеш што, Прилеп и слични градови низ Македонија, не се кон нас Скопје, ние Не, само не. од маркет се снабдуваме. Вие Има, имате има. и пазарче, имате нешто Така. вамо, тамо. Значи, вие имате и поздрав, Има. и Има подомаќински, и поевтин живот. Така. Точно е, само не е ки знај колку, нема голема разлика. Ви благодарам за јавувањето. Почитувани гледачи, благодарам за вашите јавувања, прегореа телефоните. Ако и утре вечер ги отвориме телефоните, ќе ја продолжиме сеансата, но имам неколку многу битни работи кои сакам да ги споделам со вас. Овде ми стојат. Животот нашава живеачка немам набрзо да се смени, но ќе се подобри. Ја имам оптимизам дека ќе се подобрува. Она што овде ми стои, пред да ја завршам кариерата и животот, сакам мамицата да им ја расплачам на она малтретирање кое ми го направи. Мене лично. Значи, еве, не зборам ни за вас, ни за вашите деца, ни за вашите блиски, ни за моите, за мене лично. Мрцварењето и малтретирањето за време на короната. Со она шиканирање, со она фашистичко прогонување кој е вакциниран, кој не е. Кој зборал против корона, кој зборал за корона и така натаму. Работите се менуваат и имам 3 документарци, не знам кога, како,
што ќе ви ги пуштам, кои се преведени на македонски, кои се ексклузивни и кои со задоволство ќе ги пуштам со некаков мој вовед. Но најверојатно дека можеби пак ќе ги отвориме телефоните. Здравие Боже, не можам да ви ветам од ден на ден како ќе ги тркаламе емисиите, но ова ќе го репризираме повеќе пати. Слушнете се, значи едни со други, направите некоја визија во себе. Ја немам предлози да ви кажам што треба да преземете, или што треба владата да преземе, или што треба вие да преземете, или што треба газдите. Се е тоа така поврзано да нема. Крадењето апсолутно стои. Апсолутно стои. Дека кога газдите помалку би удирале маржи, кога помалку би, бидејќи, нема да го речам тоа крадење, туку едноставно века, Јанко, еве, оваа шолја е 50 денари, ќе ја продаваме 105. Многу, и сега има купуваат, пошто нема поевтина. Сега како да го натерам да не ја продава по 150, да ја дава по 70? Ете, тоа да му покрие колку ти се трошоци за плати, толку. Колку ти е трошок за струја, толку. Колку треба за твоја заработувачка, толку. Колку е цената? 80 денари. Дај бе по 80 денари, да не се лакомиме. Евреите ми се најгениални за оваа работа. Значи, зошто евреите станаа најбогати во свет? Оваа филозофија ја имаат. Ако ова кошта 50 денари, значи имаш две визии. Едната е да го продаваш по 150 и да продадеш 100 парчиња, ама голема заработувачка. Или да продадеш 100.000 парчиња со минимална заработувачка. И пазете, кога продаваш нешто со минимална заработувачка, има многу аспекти кои ги погреваш. Јас сум од трговска фамилија и многу добро ја знам таа работа, иако не сум трговец. Значи, прво го научуваш човек на твојот производ, на твојот бренд. Кој е Јанко? Јанко е фотоцентар. Добро. У фотоцентар купивме најевтини шолји. Продава таму и телефони. Добро. Па ако продава ова, сигурно му е. Ај ке прове. И стварно бе, дај, овде кај не. Како ја продавам огромна количина? Тој што ги произведува шолјите и ми вика, Јанко, за 100 шолји, јас ти ги давам по 50 денари. За 1000 шолји, ти ги давам по 49 денари. За 10.000 шолји, јас ке ти ги давам по 40 денари. Значи, колку он повеќе произведува и нему трошокот му се намалува, оти купува поголеми, да речам, суровини, а кога купуваш поголеми суровини, добиваш тока наречен супер рабат. И сето тоа е поврзано. Вработуваш повеќе луѓе, вработуваш ова, бизнисот расте, твојот бизнис расте. Евреите така завладееа во светот. Така станаа богаташи и банки. Од мала трговија продавајќи со минимална маржа. Ако продаваа леб, лебот со најминимална заработувачка идеше. И оваа филозофија ја наследив и од татко ми, и од дедо ми. Значи, за да успееш, не ги пумпај цените. Народот ќе знае да те цени како бренд, ако му даваш најповолни услови. Веќе почнува полека кај нас таа свест. Аба чекај, оваа тезга, или овој маркет, или овој домаќин, ми дава најповолни цени спрема тоа. Па ќе му верувам кога ќе ми понуди и нешто друго. Скапо ти е сега сирењево. Да, ама ова е многу поквалитетно. Слушај, до сега не си ме изложил и си ми давал ефтино, онда верувам дека е овој некој повисок квалитет, кој стварно вреди малце повеќе пари. И знам дека не ме крадеш. Сум создал доверба. Тоа е
надвор од науката, иако економијата и трговијата се наука, но има тука многу психологија, има многу емоции и има многу митологија во меѓучовечките односи на доверба. Затоа што утре ќе отидеш кај него, мај месец, април месец извадил краставици. Поскапи се. Знаеш дека не те краде, знаеш дека краставиците во април се многу поскапи. Не може да се иста цена кој што сте у јуни. Ама знаеш дека не те краде. Скапи се, ама знаеш дека заработува честно, дека е добар, дека е честен. Го осеќаш, абе се гледа тоа. И се развива таа симбиоза меѓу луѓето и таа доверба и таа традиција. Така се гради општество. Бидете ми поздравени. Многу ви благодарам за вашето внимание и вашите јавувања. Лека ноќ и пријатно.